Не снимам од ново студио, снимам од удобноста на мојот дом. Реков, секој ден видеа и нема одмор. Во позадина играат Полска, Австрија, така да убрзаме малце. Одиме со надпреварите во понеделник. Два интересни надпревари од групата на смртта: Албанија, Шпанија и Италија, Хрватска. И ќе одиме со ред. Прв надпревар Албанија, Шпанија. Ова е надпревар во кој Шпанија нема никаков резултатски императив. Се обезбеди осми на финали и прво место во најтешката група. Од друга страна, Албанија се уште има шанси за пласман во нокаут фазата и ќе се бори до крај. Мислам, ќе се бори толку колку што Шпанија ќе ја дозволи да се бори. Албанија загуби во првиот меч од Италија, ама не разочара. Во вториот надпревар со Хрватска одиграа страшно добро. 2-2. За жал, добрите игри на Албанија паднаа во втор план, а во прв план избијане спортските работи. Непримерното скандирање на навивачите, особено поради скандалот кој го направи Мирланд Даку, кој на мегафон ги пцуеше македонците. И после тоа имаше сега реакции, нели? Пријава од страна на Фудбалската федерација на Македонија до УЕФА, па истрага од страна на УЕФА и на крај Даку се извини, ама не кон македонците, туку онака се извини кон никој. Епа Даку сега кога ќе добиеш суспензија, слободно можеш да одиш со навивачите да навиваш како сакаш. Очигледно повеќе сакаш да бидеш навивач отколку фудбалер. Со среќа. Шпанците од друга страна оставија најдобар впечаток по првите две кола. Две стартни победи и прво место во најтешката група, групата на смртта. Де Ла Фуенте направи одлично балансиран тим, спојна младост и искуство. Сега во овој надпревар ќе влезат растеретено, онака лагано, без притисок, без ништо. И сигурно поголема минутажа ќе добијат оние кои што седеа на клупа во првите два надпревари. Ама тоа нема да биде проблем за Шпанија. Очекувам повторно Шпанија да победи. И тоа барем 2-0. Идеме со оној поинтересниот надпревар Хрватска Италија. Хрватска Италија е уствари најголемото дерби од третото коло на европското првенство. Особено поради фактот што меѓу себе во директен дуел ќе се одлучува кој ќе оди во следната рунда. Хрватска буквално не личи на себе. Очекувањата беа многу поголеми. Може оправдано, може не. Уствари оправдано е, на последните два мундијали имаат два медали. И сега на европско ќе испаднат од групна фаза, ако не тепаат. Но добро, Брозовиќ е на екскурзија во Саудиска Арабија. Ковачич има мала минутажа во Сити, а Модрич не е Хајлендер, а тие требаше да бидат носители на играта. Висок пораз од Шпанија, па разочарување со Италија. Сега против Италија треба да слават победа ако сакат пласман во следната рунда. Сега, во првиот надпревар не знаеа кој да шутира пенал. Во вториот надпревар заборавија дека фудбалот се игра додека не свирне судијата крај, па примија гол во последните секунди, така да ќе биде тешко за нив. Италија, иако победи на првиот надпревар со Албанија, не покажа нешто многу добра игра. Има многу слабости и тие слабости највеќе се видоа на дербито со Шпанија. Загубија со автогол на Калафиори, ај сега ќе кажеш автогол, ама заслужено загубија. Нема во офанзива ниту една шанса, мислам. Сега, на Италија ќе биде доволно и ремија. Тие се експерти кога треба да одат на бот. И баш поради тоа има многу поголеми шанси од Хрватска за пласман во нокаут рундата. Кога Италија поминува усвари на европски или светски првенства од групи во нокаут рунда, онака необично се преобразува. Ми доја асоциација као нешто као Кире банана мен ако ви текнува, ако ќе изеде банана. Кој знае на што се италијанци кои ќе се пласираат во нокаут рунда, ама на банани сигурно не се. Мислам ќе биде нерешено, можеби 0-0, 1-1. Доста е за денеска. Одам да гледам фудбал. И води Австрија. А вие следете на социјалните мрежи на Facebook и Instagram Overtime with TJ. Бидете со нас во текот на целиот европски шампионат. Ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и очекувате нови видеа. Дечки, се враќаме веќе утре со ново видео за надпреварите во вторник. И тоа видео ќе го снимам во студио. Останете поздравени. Чао!